Социјалдемократскиот сојуз во Свети Николе излажа дека ќе дојде до нов живот. Но овие 3 месеци граѓаните почувствуваа само несигурност, страв и неизвестност за нивните семејства и за целата Република Македонија. Свети Николе е земјоделски крај. Со животот што го донесе во Социјалдемократскиот сојуз, земјоделците се очуваат и се соочат со најавеното торнадо на СДС и ЗАЕВ, а поддржано од локалните представници на СДС. Торнадо кој ќе доведе до укинување на субвенциите за нашите вредни светиниколски земјоделци. Јавно го повикуваме кандидатот за градоначалник од СДС да се изјасни дали ја поддржува оваа политика на СДС и на ЗАЕВ. Покрај ова торнадо на земјоделците, СДС и ЗАЕВ ги сплашија нашите земјоделци со најавениот и веќе започнат институционален процес за доселување, згрижување и вдомување на мигранти. Светиниколските граѓани и земјоделци се крајно огорчени со одредената локација на СДС и ЗАЕВ за населување на мигрантите во нашата општина. Тоа е на потегот од 400 хектари што беше предвиден за карго аеродромот во атарите на селата Мустафино и Ирџелија. Јавно го повикуваме кандидатот за градоначалник од СДС да се изјасни дали ја поддржува оваа политика на СДС и ЗАЕВ, а светиниколчани очекуваат одговор од него. Дали местоположбата за населување на мигрантите е за сигурно нивно згрижување и од нив да се направат нови земјоделци во Свети Николе, а нашите македонски земјоделци да се заменат од нашата држава. Светиниколски СДС и нивните претенденти за локалната власт молчат, го поддржуваат неуставниот и антимакедонски закон за двојазичност, закон кој што ќе доведе Свети Николе да стане двојазична општина. Ги повикувам светиниколските СДС и нивниот претендент за градоначалник јавно да се изјасни дали ги поддржува овие ставови на неговата партија и на ЗАЕВ, бидејќи ние светиниколчани ги знаеме личните ставови на некои негови блиски кои за неколку наврати беа несени во јавноста, а даваат поддршка за двојазичноста и другите катастрофални планови на СДС за нашата општина. Ви благодарам.